Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Се извинуваме за краткото доцнење. Не сме ние виновни, виновен е собраќајот во главниот град на нашата метропола, за собраќајот одговор на колку што знам градоначалничката. Секој утро не саботираат. Понекогаш и се успиваме, сега да бидеме искрени. Добро утро за нашиот гостин. Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Благодарам на поканата. Јас се мислев да дојдам со бесплатен електричен автобус, ама нели уште ги нема и затоа нели малце досниме, но до крајот на мандатот може би ќе се реализира ветувањето. Сега последно е дека вие сте биле виновни што нема електрични автобуси и бесплатен превоз. Во тој краток период додека имавме добри односи, понудивме решение. Решението беше одбиено, па сега очекуваме другото магично решение, па следниот пат да дојам на интервју кај вас со електричен автобус бесплатен. Според Скопската шаршија, вие стоите за изборот на Данела за градоначалник на Скопје. Дали чувствувате одговорност за вашиот избор? Не, јас не ја ни познавав пред да ја кандидираме за градоначалник. Добро. Само ако може микрофонот малку поблиску. Николовски, вие бевте во Босна и Херцеговина, таму сте известувач на парламентарното собрание на Советот на Европа. Обично све некој известува за нас од овде. Се изнагледавме и како се викаат, и преговарачи, и известувачи, и мачкари. И мачкари, и кучкари, се што се изнагледавме во изминатите десетина години, за прв пат негде и ние да наблюдуваме, и ние да бидеме преговарачи. Се надеваме мачкари, но да бидеме во некаква улога во некое општество во околината. Да, навистина е една посебна чест за прв пат на било кое ниво, било кој политичар од Македонија. Кај мене дополнителен квалитет е што сум и политичар од опозиција, тоа е неколку пати потешко да стигнете до било која позиција отколку владата стои позади вас, значи за мене не лобира ни амбасада, ни дипломатија и така натака, туку е личен напор. Значи за прв пат се случува да политичар од Македонија стане известител на било кој ниво за било која држава во Европа. Јас имам таа чест, таа привилегија да Советот на Европа ме овласти да бидам известител за Босна и Херцеговина. Тоа не е мала работа, имајќи предвид дека Босна и Херцеговина е една од најжешките точки во Европа. Таму војната за среќа заврши во 90-тите години, но конфликтот никогаш не престана. И тоа е еден активен конфликт. Меѓународната заедница има многу значајна улога во одржувањето на државата каква таква. Да не забораваме дека таму има висок представник кој што го именуваат Обединетите нации, кој што е еден вид гувернер на државата и да држи обединета. Тоа во моментов е господинот Кристијан Шмидт, кој што помеѓу другото е и трет човек на Европската народна партија. Неаме ние соодветен превод на македонски, но најблиску би дошло дека е одговорен за финансиите на Европската народна партија. Претходно беше министер во неколку германски влади, последно беше министер за земјоделие, еден источно на Трежер, така? Да, трежер. Благајник би дошло на нас. Благајник, ама не е баш соодветен превод. Понатака таму се врвни дипломати, например позицијата на амбасадор на ОПСЕ во Босна и Херцеговина секогаш е држа Соединетите американски држави, и тоа мислам дека многу кажува. Таа што една ваква чест да бидам известуваш за Советот на Европа е огромна. Мојата цел е што побрзо да изработиме извештај за состојбите во државата, имајќи предвид дека последниот извештај Совет на Европа го има продуциран од 2018 година. Потоа нели беше корона кризата, во меѓувреме се сменија неколку известители и сега иначе принципот секогаш е двајца известители, народски кажано со врзан подпис, за да не може еден известител да е пристрасен, така што за секоја држава која што е под мониторинг има по два известители, така што јас сум еден од тие двајца известители и се надевам со колегата да изработиме што побрзо извештај. Нашата цел е
ако е возможно веќе на пролетната априлска сесија да извештајот биде усвоен, иначе Советот на Европа има 4 сесии, есенска, октомвриска, зимска, януарска, пролетна, априлска и летна, јунска сесија, така што тоа е целта и намерата. Сега знам дека ова можеби и нешто многу не значи за граѓаните во Македонија, имајќи преди дека долно маки и главоболки си имаме домашни. Тоа беше моето прашање. Но за имиджот на државата значи многу, затоа што тие контакти кои што се прават таму се навистина значени ако ги употребите по корис на Своевремено беше државата. ние многу пред Босна. Сакаше да каже Љупчо уште Босна ни фали. Не, своевремено ние бевме многу пред Босна, знаете. И на економски план, и на политички план бевме многу постабилни од нив. Во Босна веројатно за нас говореа како за пример или за како една држава може да функционира со исто комплексна етничка состојба и така натаму. Има ли разлика денес, Николовски? Дали денес морам Босна не стига во овие работи? Без разлика што јас нели сум од опозиција, дополнително сум и жесто критичар на власта, нели има опозиција и опозиција, можеби подоцна ќе зборуваме за опозицијата во опозицијата, но шала на страна, мислам дека се уште Македонија е далеку пред Босна и Херцеговина, таму има една сериозна политичка нестабилност. Да не забораваме дека поранешната држава, мислам на Југославија, се распадна токму заради состојбите во Босна и Херцеговина. Така што политички е многу комплексна. Македонија ужива добар рейтинг, морам да ви кажам. Има македонци на сериозни позиции како представници на меѓународната заедница, да речеме шеф на мисијата на Советот на Европа, тоа е нешто како амбасадор на Совет на Европа во Сарајево е македонка. Понатака обвинителката за борба со организиран криминал и корупција е македонска снага, Охридска снага, Каневчева. Понатака имате во клучните институции и амбасади на високи позиции македонци. Советници има во Државната изборна комисија кои што се од Македонија, така што има една добра екипа од 50 на луѓе кои што навистина се стручни и помагаат државата да обстојува. Например, нешто што мене ми е драго, се два закони кои што се цитираат во Босна и Херцеговина како добар пример, а на двата јас сум коавтор, неформален, затоа што ги водев преговорите со власта од наша страна. Едниот е Законот за медиумско представување на политичките партии во кампања, со кој што се овозможи да еднакво се представуваат сите политички партии во Македонија. И вториот е Законот за идентификација при гласање или народски попознат како фингерпринт идентификација, кој што веќе на втори изборен циклус се употребува во Македонија. Тоа е нешто што, например, таму е главна политичка битка сега. Старите политички елити не сакаат да дозволат, новите политички елити тоа го бараат. Така што сме за среќа се уште политички доста напред, но оно што од друга страна морам да го кажам, што навистина некој начин ме растажи, е моделот на хигиената и инфраструктурата. За жал сме дури и позади. Двата града, и Сарајево и Бања Лука, и да Сарајево е нешто помало од Скопје, Сарајево е околу 400 и нешто илјади жители, Скопје веќе стига милиона, Бања Лука е далеку помала, Бања Лука е околу 130-140 илјади жители, значи нешто поголемо од Битола. Куманово. Значи, да. Че двата града светат буквално, се чисти, средени, да на човек му е милина да прошета по улица. Ја добив чувство последен пат кога бев во Бања Лука дека сум во Австрија. Да бидам искрен, точно, како да не сум на Балкан. Го има тој шмек, прво, и второ, најголем дел од таму има нели две федерални единици, Бања Лука и Федерацијата Босна и Херцеговина. Во двете федерални единици инфраструктурата е далеку подобра од македонската. Република Српска скоро и да нема дел кој што не е покриен со автопат. А додека во Федерацијата интензивно се градиат автопатишта, тоа е една слика што во Македонија за жал не можете да ја видите. Па и вие имаме Бехтел и Енка, само вие се противите на владата. Па го неаме некако, не настрана сите наши критики, морам да кажам дека можеби и ние
пренаивни бевме, ние критикувавме колку ќе чини, па како ќе се изведува, тоа абер нема да почне, нели во Сега 3 пати почна февруар со месец работа. подпише, еве го октомври дојде, абер нема. За анализа на земјиште, те молам нашата Милена Сондата активна. свечено ја Свечено сондата ја пушти ја во земја да видат што се случува таму, тоа е голем успех за нашата влада. Меѓутоа, од друга страна мораме да кажеме дека и во поранешна Југославија Босна беше над Македонија економски, така што Да, сега за жал се позади, војната го има направено своето. Но мислам дека е држава што има перспектива. и потенцијал економски и Да. така натаму. Добро, значи го очекуваме со нетрпение извештајот да видиме кои се решенијата што ќе ги понуди Советот на Европа, посебно И ние да се понадеваме дека за Босна вие ќе бидете подобар известувач од тие наши, не беа известувачи. Па, морам да бидам искрен дека дел ликови кои што овдека се доста присутни и дел од нив доста симпатични на македонската јавност, не употребам други зборови, е исто така доста присутни и симпатични таму посимпатични се малце него овдека, што значи дека за наводници. Да. Добро. Тоа значи дека без разлика на која локација сте, веројатно карактерот не ви се менува. Разни држави имаат специјални представници за Западен Балкан. И тие представници за Западен Балкан не се само за Македонија, туку се Да. цел Западен Балкан. Мислам дека со цела почит кон нив ние секогаш сакаме да чуеме нивното мислење, но некогаш претеруваат, си поставуваат улога која што не им следува, сака да наметнуваат своји ставови и мислења неоправдано. А најбитно е што најголем дел од нив се или неуспешни поранешни политичари, или никогаш не биле политичари, туку се административци и немаат чувство за војници, состојбите. Има и такви. Па добро, тоа се можеме во администрација да го сврстиме. Да, точно. Така што истите ликови вртат и овде и таму. Да немате дилема. јазиците на Босна ги зборуваат подобро од јазиците на Македонија или еднакво добро? Па, нека не се ни трудат да ги научат. А се трудат да дават совети како треба да се организира Да. животот во друга култура. Да. Добро. Чисто Да се вратиме на Македонија. Македонија е главната причина за ова ваше гостување и добро е за Македонија што има, нели, наши луѓе кои Морам се само негде пред ова еден парадокс да ви кажам, кој што ќе биде дел од мојот извештај. Повеќе од слушателите и гледачите знаат веќе од општа култура. Војната во Босна заврши со така наречениот Дејтонски мировен договор, кој што го потпишаа тогашните завојувани страни, условно кажано, Србија, Хрватска и тогашниот лидер на Босна и Херцеговина. И таму има еден суштински договор, а тоа е дека се признава правото на трите народи, на хрватите, бошњаците и србите, да можат во рамките на своите заедници да си го организираат својот општествен и политички живот. Вака наједноставно да го објасниме договорот, со тоа што имајќи предвид дека средините каде што живеат хрвати и бошњаци се повеќе измешани, се создадоа два ентитети. Едниот ентитет е Федерацијата, така наречена Босна и Херцеговина, во која што живеат хрвати и бошњаци заедно, и другата е Република Српска, во која што живеат србите. Се има и во едното и во другото место и по некои од другите, но генерално се овие три. И државата како така ја функционира. 2023 сме, од 96-та многу време помина, барем нема војна. Најголем дел од представниците на меѓународната заедница, овие кои што ги спомнуваме, сега предлагаат решенија кои што се спротивни на Дејтонскиот мировен договор, а Дејтонскиот мировен договор е постигнат со посредство на истата меѓународна заедница и признат од Обединетите нации како основен инструмент за Така да се мир. надеваме дека еден ден против преспанскиот ќе Не, до друго само да кажам, што нас многу често ни се случува како држава. Например, вие имате преспански, спомнавте, референдумско прашање 5 години се направија. Дали сте за прифаќање на преспанскиот договор со цел Македонија да стане член на НАТО и на Европската Унија? Тоа е прашањето. Тоа го има во договорот. Од Европска Унија немаме во моментов, и истиве кои што тогаш велеле дај прифатете го, сега велат тоа нема врска, сега дај прифатете го. со Бугарија. И затоа тоне имиджот на дел од меѓународната заедница, како што
Со Бугарија беше дај само прифатете договор за добрососедство и пријателство, кој што се подпише на 1 август 2017, сега, ама не сега треба и француски предлог, и никој не гарантира дека после француски предлог нема да дојде малтешки предлог за 3 години. Сакам да ја прашам, зашто вие сте веш политичар, ги следите работите, не гледате ли контрадикција во тоа што бевте во Босна? Се забележале дека проектот на меѓународната заедница таму е некаква си преустројство на Босна од држава на 3 народи во граѓанска Босна, а во Македонија одиме истите представници, истите луѓе, од Македонија држава на сите граѓани кон Македонија држава на 2 народи. Не гледат контрадикција вие некои кога апсолутно, ама или сме конзистентни или сме неконзистентни? Клучната поента ми е дека дел од проблемите настанува затоа што не се држат до договорите на кои што тие се спонзори, официјални спонзори, тоа се договорите планирани во Обединети нации, поддржани од Европската унија, на пример. Да. И после тоа се оди спротивно на тие договори и така се создаваат конфликтите. Од една страна, од друга страна, после тоа станува услов за членство во Европска унија, кој што никогаш не може да се постигне. И во суштина вие сваѓате, и тоа чувство ми се потврди овие денови во Сараево и во Бања Лука, дека во суштина и апетитот за проширување го нема, она што јас со години го зборувам и што го добивам како сигнал од многу пријатели од неколку големи главни градови на Европската унија. Сега во една друга улога, кога јас сум од другата страна на масата, го добив како чувство. Така што за целиот регион мислам дека се води една непринципиална и нефер политика. За да Да, влезам го тука, оставиме влезам во друга тема. регионот. Па не, влезам Ајде. во Македонија. Токму ова ме инспирира. Сега вие влеговте во политиката во 2004 година, токму од граѓанскиот сектор и бевте носител меѓу другото на една линија кај ВМРО ДПМН на едно ниво преустройство во една стабилна граѓанска десница. Не ли ви смета ова што Македонија под раководство на ДУИ и на СДСМ се претвора во една конфедерална структура Абсолютно. на 2 народи? Не Како само- човек кој што дојде од граѓанскиот сектор што настојувал да ограѓани една организација реагира на ваква тенденција? Не само тоа. Во историја треба да остане до граѓани. Не во моментов клучниот проблем на Македонија дека станува држава на 2 народи, туку во моментов Македонија станува држава на еден народ кој што е малцинство во државата, односно ако видите вие клучните позиции сега ги држат луѓето на ДУИ. Тоа е факт. И знаете, тоа води кон процеси кои што никој не ќе да ги види. Во моментов состојбата кај македонците е се уште шок, неверување, но и желба се вратат работите во нормала. Се надевам дека тоа ќе се случи после следните парламентарни избори, затоа што е недвојбена поддршката за ВМРО ДПМН и дефинитивно македонскиот народ огромна поддршка ќе даде на ВМРО ДПМН, но исто така имам чувство дека доколку повторно се прави инженеринг до кој што би се спречила таа волја, природно ќе оди македонскиот народ кон радикализација, што е нешто што веројатно никој од нас не ќе да го види. Тоа е Како би се направил тој инженеринг? Но тоа се природни процеси. Јас не мислам дека ќе може да стигне до инженеринг, имајќи преди дека ВМРО ДПМН ќе освои повеќе од 61 пратеник. Но ако и прашате актуелните представници на власта, тие секој ден размислуваат само на инженеринг. Да. Ние имаме неприродна ситуација во која што најлогичната работа во Македонија е прашање на политичка дебата. Најлогична работа е да имаме парламентарни и председателски избори заедно, затоа што Првиот круг, точно да. на крајните рокови и на едните и на другите избори, разликата е помало од 2 месеци и нема логика во држава со економски перформанс како Македонија, вие 2 пати ја трошите пари за избирачки одбори, поставување избирачки кутии, фингерпринт апарати и така натака. И на пример така беше 2014 година, не е нешто дека ние Николовски, прв пат го гледаме, или така беше 2009 година кога само секунда. И 2004 исто. 2094 се споја председателски и парламентарни. Понатака 2009 година се споја локални и председателски. 2014 се споја председателски и парламентарни. Значи вие многу логично е кога во иста половина на годината имате избори, да ги оставите да бидат во еден ден,
само за заштедите пари. Минатата недела ние... Тоа сега е главно размислување на актуелнава власт во пропаѓање, како да направат избори за разлика од месец и пол, ќе ги изгубат едните и другите, ама ќе огнјавиме народов да Македонија е во кампања 5 месеци. Минатата недела ние лансиравме зошто може би го прават. Ова е една од тезите која не е ова наша информација, туку нешто што луѓе високо позиционирани во СДСМ го зборуваат во кулуарите, а тоа е дека прво ќе има председателски избори кои ќе пропаднат во вториот круг, затоа сакаат председателските да бидат пред парламентарните, и второ, во тој меѓу период во кој Талат Џафери ќе биде нели времен председател, ќе се прогласи вонредна состојба под некакви причини, затоа што меѓу другото ние немаме закон за вонредна состојба. Еве сега гледам Трајко Велјанов се пишува на тема. Ништо од тоа законски и уставно не е можно. Тоа се влажни соништа на нереализирани луѓе, но сето тоа создава тензија во општеството и дополнително ја хлева фрустрацијата. Или самото тоа што го зборуваме, ова вчера Марија го зборуваше на каналот. Ќе прегази ВМРО-ДПМН и на парламентарни и на председателски избори. Јас се надевам дека ќе бидат споени. Доколку решат да ги раздвојат, на парламентарни ич листи нека не пуштаат за пратеници, и нема кој да им се нафати, затоа што така драматично изгубат на председателски избори, да на парламентарни мислам дека нема можност да најдат по 20 луѓе на листа да им се нафати. А зашто мислите дека ова сценарио нема да го правиме ако Што нема да се случи? Ние нема да се имаме скрстени раце да спиеме. Не. Има сценарио се. Ако да речеме, замислете еве, половина милион, 550.000 гласови добива кандидатот на опозицијата и не би бил избран за председател. Влегуваме во една страшна криза. Ама тоа значи дека сите останати треба да бойкотираат, така? Па можно е дури затоа што се деморализирале, едноставно не излагаат. Знаете дека после тоа носи своји последици, и политички, и правни, и секакви други. Се согласувам и токму затоа зборувам. И нема мислите дека ние така ќе се име и аплаузи даваме. Не сигурен сум, меѓутоа ја коментираме ситуацијата, после тоа за 40 дена пак ќе се спојат изборите. Тоа е трагедија. Тоа е суштината на ова што го кажувам. Значи, разликата максимум може да биде месец и пол. Еве да има прво председателски избори, тоа значи дека кога ќе завршат председателските избори, дури да му се верификува мандатот на новиот председател, ќе се слушат парламентарните избори. Прво, второ, мандатот на новиот председател не може да се крати, на постојниот председател не може да се крати, затоа што Тео Пендаровски се заврши со еден мандат. Него мандатот му завршува на 12 мај. Што значи дека кога и да има избори председателски, не може новиот председател да ја преземе функцијата пред 12 мај. На 12 мај може да заседава собранието кое е распуштено? Не, друго ја изборувам. Теоретски ако има избори во март, и биде избран за председател XY личност. Тој не стапува на функција утрената нити после 7 дена, туку треба чека до 12 мај. Затоа што има постоен председател. Да. А до 12 мај, како и да е по било кој рок, мора да се случат парламентарни избори. Тоа значи дека вие немате поента да не ги споите изборите, затоа што и тој кој што теоретски би бил избран за нов председател не може да стапи на функција, дури не му заврши на Пендаровски мандатот. Тоа значи целата логика дека треба да се спојат изборите парламентарни и председателски, и политички, и финансиски. А и на еден и на друг начин ќе бидат драматично поразени овие кои што сега се на власт, толку драматично што мислам дека барем за сега можам да кажам дека имаат сериозни проблеми во стато. Да не ги жалиме сега уште од сега, да се фокусираме на... Добро сега, ја например, мене ми е жал доколку во Македонија нема баланс, затоа што најлошите политички одлуки во историјата се случувале кога една од партиите е многу слаба, кога нема нели баланс ниту во собранието, ниту во општеството. Има ништо вечно бе во историјата, лепчо. Ке се создаде балансот, што? Не мора да е сега сум балансот. Ке израсне баланс. Добро. Сега да ги жалам во однос на актуелната политичка состојба, Ивица, прво со Груевски да одиме или со амнестијата? Што предлагаш ти? Ти го водиш Ајде одиме со Груевски. Добро. Вие ја отворивте, нели, Пандорината кутија, го извадивте јавно USB-то кое ја проширија Пандорината кутија се. Да, ја проширивте. Со
кој Груевски нели го праќал од Будимпешта, од тогаш некако молк на сите страни. Имаше тој потоа едно медиумско појавување на еден не толку угледен медиум и толку. Го снема човекот, го нема да реагира, но баукот за него се уште е присутен. Во јавноста расчистивте ли со Груевски еднаш за секогаш? Па, мислам дека е јасно на целата јавност дека тоа е завршена приказна. Ние јасно кажавме кои се нашите забелешки. За тоа извадивме факти, докази и стоиме позади тоа што сме го кажале. Влегување во соработка со СДСМ и особено со ДУИ на штета на ВМРО-ДПМН е најлошата работа што било кој член, а овде не зборуваме само за член, зборуваме за поранешен председател на партијата, може да го направи кон ВМРО-ДПМН и ВМРО-ДПМН го има тој механизам на натрашно прочувствување, на катарзи, кој што повремено го прави и кој што е добар и за Македонија, затоа што тоа после води кон прочувствување на Македонија. И се спомена јас, точно е дека 2004 се активирав посериозно политички и тогаш во едно прочувствување бев еден од актерите кога партијата рачистуваше со поранешниот председател на партијата Ѓоргиевски. Така што тој механизам на партијата е добар и како што кажав, повремено се користи со цел да се прочисти партијата и да може утре да се прочистува и државата. Тоа не можете да видите во било која друга политичка партија. Например, во СДСМ судилите се лични и се многу пожестоки, но никогаш тоа не го прават транспарентно. Ние го правиме транспарентно и го направивме транспарентно затоа што сакаме јавноста да знае кои се реалните состојби, затоа што утре ќе очекува од нас да ја водиме државата и да носиме решенија за проблемите кои што ги имаат граѓаните. Во тоа интервју кој го споменав, за тој не толку угледен медиум, Никола Груевски рече дека не сака вам да ви одговори, затоа што доколку ја отворил устата за Александар Николовски и за Христијан Мицкоски, вие со месеци ќе требало да се објаснувате. Што е тоа толку што ќе се објаснувате доколку го изговори Груевски? Па еве нека го изговори, чекаме ние, нетрпение, како ништо не се случува. Такви изјави, се изјави од 90-ти години, еден друг калибар на луѓе кои што користи. Малски така. Да. Така што слободно е, што има да каже, нека каже. Ќе одговориме тоа што мислиме дека треба да одговориме. И тоа е демократска држава, ова јавна дебата не е никому на одмет, а ако некој мисли дека треба вечно да се молчи и идолопоклонство да се создава, тоа се таму напуштени стандарди, дури и во една кревка демократија каква што е Македонија. Така што има да каже, нека каже. Дали фамозните USB-ња се единствениот доказ кој го имате дека Груевски соработува со СДС? Не, ние кажавме, прво видете, стартот на дебатата од другата страна беше непристоен од причина што ние излеговме со сознание, очекувавме да се извини, да се повлече, а се отиде кон дајте докази. Мора да помане, не е нити истражен орган, не е ни агенција за разузнавање. Зашто агенција за разузнавање? Затоа што таа има надлежност во странство да истражува што се прави, па не можеме ние да истражуваме и докази да имаме со кого се среќавал во сегашната држава во која што е и камери ја поставуваме по ќошоите на улиците таму и да имаме видео доказ или фото доказ тој како се случило, но и Македонија и Скопје се мали средини и стигаат информациите многу побрзо што некој мисли, а затоа што се бараја материјални докази, ете ние презентиравме 2 материјални докази, а имаме и многу повеќе од тоа. Во однос на Груевски, интересно е, нели, што се пишува по медиумите дека станува збор за раскол во ВМРО-ДПМН, дури не, раскол нема, партијата е дека се распаѓате како партија. Партијата е поединствена од било кога, а доколку се да се веруваат во тоа што говорат, веројатно треба да искористат таа предност, затоа што кој политички опонент не би посекал другата страна да се распаѓа. Има структура Груевски овде во Македонија која работи за него во ВМРО-ДПМН? Нема таква работа во партијата, а мислам дека сега само доколку веруваат во тоа што
кажуваат треба да свикаат итни парламентарни избори, најкраток рок е 45 дена и да одиме на избори за 45 дена и затоа што ВМРО да помане се паѓа и се самоочекувано ќе си победи убедливо, ќе формираат влада, па нема да ги боли глава в година за председателски избори, главко ќе се ги добијат и ќе си имаат и председател. Ама некако не го прават тоа. Одиме со кратка пауза за реклами, по која се враќаме во вториот дел на емисијата. Само еден breaking news. Добро. Шефовите на сите безбедносни разузнавачки служби во Македонија имале итен состанок за проблемот со мечките во Маврово Ростиш. Може би ова ќе биде причината поради која ќе распишат вонредна состојба. Па не, оној кој што сака да е неформален шеф на безбедносните служби, нели, кој што сака да е нивни гуру од сенка, нели, има куќа во Маврово, веројатно тој ја повел иницијативата со цел мечките да не влегуваат во неговата куќа. Мечка, ако игра мечка кај комшијата, како велам? За да не заигра мечката кај комшијата, мора да одиме со кратка пауза за реклами, да ги испочитуваме нашите нели медиумски покровители. Се враќаме за многу кратко назад, за да видиме што ќе се случува со амнестијата и дали ВМРО ДПМН ќе го напушти собранието. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели. Наш гости ново утро Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН и пратеник во собранието. Николовски, најавивте излегување од собранието. Да, најавивме излегување од собранието доколку власта реши законот за амнестија да опушти со европско знаменце. Гледам удрија Рикверц решија да не го пуштат со европско знаменце, барем така најавија, но те уште не е стигнат во собранието, така што чекаме да видиме во каква процедура ќе го пуштат. Ако го пуштат со европско знаменце, излегуваме од собрание. Ако го пуштат во редовна процедура, тоа ќе го блокираме. Така што тој закон нема помине како иде. Што е потребата и што е логиката за овој закон? Не може криминалци да се ослободуваат. Таму веќе имаат детални списоци кој треба да излезе, зашто треба да излезе. Една од основните грижи, сериозен ќе бидам за ова, иако иронично ќе звучи, е тоа што цената на кокаинот на улиците во македонските градови е поскапена, затоа што имаше акции во изминатиот период, пред све предизвикани Меѓународни, да, од потребата меѓународни ланци за трговија со кокаин да се пресечат и дел од тие луѓе се во затвори. Со далеку пониски казни од тоа што реално помене следува за трговија со наркотици, но со ова тие луѓе ќе можат да излезат или да се блиску до излегување со цел да дистрибутивната мрежа на кокаин низ државата, а и транспортната нагоре кон север и надолу кон југ повторно оснажи и да може да се спушти цената на кокаинот. Се наметнува логично прашањето. Односно, да бидам директен, да. Ова е директен дил помеѓу политичката партија која што се продаде за 2 куќи во Тафталиџе и криминалците во Македонија. Значи, Арбен Таравари и другар му Меджити, кој што стана министар за здравство, заедно со другиот пријател Лога, кој што е повеќе пријател на Зиедин села, имаат договор со крими светот во држава, надевајќи се дека така ќе добијат гласови, што е најочајната работа што може да ја направат, а всушност карактерот си го покажа со тоа што се продадоа за 2 куќи во Тафталиџе и така сменија страна. Нели Заев беше тој што ги обединуваше овие структури и што ги злоупотребуваше за избори. Ти не ги разбираш субстанциите, он е по марихуана. Затоа што политички го пензиониравме 2021 година после локалните избори и него и целосното тогашно раководство на СДСМ се исклучок на Оливер Спасовски, очигледно се некој друг ги презлати. Не сте ги пензионирале, вчера се врати. Многу е жив. Го гледаме се враќа, јавно. Тој си поднесе оставка и од председател на партијата и од премиер, што од позиција на опозиција во Македонија не се сеќавам на втор случај да опозиција така декласирала и нокаутирала актуелен премиер и председател на владеачка партија. Тоа Македонија немало. Ние сме прво раководство на опозиција што успеало тоа да го направи. И не само него, цела прва екипа, значи таму ги нема никој од првата претходна екипа на СДСМ. Фикеринска, ја нема Штиринска, го нема Венко Филипче, го нема Кочо Андјушев, го нема Никола Димитров, едини кој што преживеа таму како Хајлендер им е Оливер Спасовски. И Љупчо Николовски да не беше во првата екипа никогаш. Зборувам за наши делуваат многу живи. Никогаш не било озборен играч. Ама ајде се не е тоа тема за која што треба да дебатираме.
мислите дека Зоран Заев во моментов се враќа, нели, го видовме на таа Не, средба, мислам дека стратешки со... политички е завршен, а во однос на средбата, таа средба е најдобар доказ дека СДСМ не се реформира, дека истите луѓе таму продолжуваат да држат партијата во заложништво, но простор за него на политичката сцена нема, затоа што беше декласиран на последните локални избори и тоа е политички завршена приказна. Добро, ја не би... Ама не е тоа тема, друга е тема што ја интересира јавноста, за ова башка муабе треба да направиме. Оно што интересира јавноста е, најавувате сега една жестока акција околу законот за амнестија. Зошто изостана таква акција за измената на кривичниот закон? Заради истава причина, затоа што го пуштија со европско знаменце, злоупотребија процедурата, природно јавноста не знае, кога се става на закон европско знаменце, се мора да заврши во рок од 2 дена. Значи, од легување на законот по собрание до изгласување на законот не може да поминат повеќе од 2 дена. И сега, доколку истото го направат и со законот за амнестија, тоа значи дека законот за амнестија ќе се изгласа за 2 дена. Тие теоретски може да го направат тоа, ама после тоа ВМРО не го гледаат во собрание. И сега се поставя прашањето зошто тогаш не излезе ВМРО од собрание? Видете, ние можевме да излеземе во овие години многу пати на назад, но исто така да ја потсетам јавноста дека бројни закони кои што ќе значат целосна криминализација на Македонија се спречија токму со присуството на ВМРО во собранието. Да не забораваме дека сакаат да донесат закон со кој што марихуана буквално ќе се садеше на секој ќош во Македонија. Само што е закочен. Да. Само што е блокиран од нас. Да. Да потсетам дека сакаат да донесат закон за криминална градба на клинички центар кој што во Србија истата големина кошташе 125 милиони евро, Македонија требаше кошта 500. Да потсетам дека сакаат да донесат на земјоделско земјиште, тоа е точно закон за продажба практично на Македонија, како и закон за игри на среќа. Малце сега на секој ќош има казино, уште да се тоа зајакне. Сите овие закони пробаја да ги донесат и ние ги блокиравме во однос на излекувањето од собрание. Постојано читаме коментари, најголем дел од оние кои лидерот на ВМРО-ДПМН ги нарече опозиција на опозицијата, една групација која сега и не би ја коментирал дополнително, постојано велат ВМРО-ДПМН е соучесник во се затоа што е во собрание. Не, јас до сега ви набројав што све ВМРО-ДПМН спречило со присуството во собрание, но доколку власта продолжи да го злоупотребува европското знаменце, односно да ги крши сите процедури, а тоа е да носи закони на брза процедура спротивно на сите правила, закони и устав во оваа држава, во тој случај ние не планираме спотер да бидеме таму. До сега, затоа што колку толку се почитуваше процедурата во собранието, ние спречивме десетици штетни закони за македонските граѓани. Тоа е причината зашто до сега не се излегле. Точно, и тоа е причината зашто ние натре сме во собранието, затоа што спречивме десетици закони кои што Македонија може да ја претворат во уште покриминална држава од ова што е сега. Да ве потсетам дека во образованието хаос тотален има сега, замислете да поминеа законите на Мила Царовска. Мислам дека не требаше луѓето воопшто децата да не ги запишуваат во требаше по дома да си ги учиме, да. Точно. Во ред во однос на излегување, нели, од собрани сите овие теми кои ги дискутираме во периодот изминат се води кон, нели, тоа уставни измени, ќе биде вака, ќе биде онака. Власта и понатаму е самоуверена дека ќе има уставни измени, вие и понатаму, нели, сте самоуверени дека нема да има уставни измени, но правно велат дека веќе не ни може да има уставни измени затоа што поминате рокот од како ја отвори таа работа Талат Џафери. Не, тука не се слагам, има правен и политички дел. Правен дел е дека претседател на собрание има право било која одлука која што носи собранието да ја постави на гласање кога тој ќе процени дека треба да ја постави на гласање, но факт е дека политички е неодржлива оваа ситуација да отворите процедура за уставни измени и таа процедура да ја завршите пред процедурата за гласање, што во суштина е најдобар, не се случило. Точно, што во суштина е најдобар доказ дека бројките ги немаат во собрание. Практично овој процес на уставни измени под
бугарски диктат е завршен и нема да се случи. Дали Александар Николовски потврдува сега на своја мисија дека нема да има уставни измени во овој Да, мислам, и во овој и во следен мислам дека ми е јасно на А за следниот се една друга исто така теза која што провеува во јавноста, вели ВМРО ДПМН да чека да победи на избори и веднаш да го смени уставот. Па тие се истите кои не се само нели прво беше дека ќе гласаме одмah за францускиот Да, ајде да разработиме теза. Па не гласавме за францускиот предлог, па беше за 3 месеци ќе гласа за уставни измени, па не за 3 за 6. Па ќе гласа цело ВМРО ДПМН, па нема гласа цело ВМРО ДПМН, ќе гласа пола, па нема гласа пола 8 ќе гласат, па нема 8-6, па нема 6-1. Сега после парламентарни избори тоа е гладна кокошка просонува. Останува се уште полу на залагање за јасни тврди гаранции. Да. Ако треба и преотварање на преговорачкиот рамка. Сите ставови кои што сме ги кажале во јавност стојат и не мрдаме ни милиметар од нив. Добро, затоа што еве со Љупчо седиме кај што ни тврдат дека вели зарем се сомневате дека веднаш прва работа која што се зафати ВМРО ДПМН кога дое на власт е да ги направи уставните промени. Најлошото во таквите теории на заговор и во таквиот пиар кој што било особено и се такви кафиња кој што било која политичка структура ги води, па се мора да се информираме од сите страни. Лагата брзо излегува на виделина и дополнително тие кои што водат таква кампања го губат сопствениот кредибилитет. Добро, ова е види убава работа, сериозна тема, се не зборува било кој. Па не е добро. Мене ми е дури досадно ова да го зборим, затоа што секој ден е исто. Со месеци секој ден СДСМ вика ќе гласат уставни измени, нормално е СДСМ да ја држи тема, затоа што тие повеќе без разлика што јасно ми е дека ништо нема случај со уставните измени, тие повеќе би сакале да се зборува за уставни измени отколку да се зборува за скандалот во онкологија, отколку да се зборува за скандалот на хематологија, кај што ќерката дава тендери на таткото, или да се зборува за тоа што, еве, воопшто вие теми не стигнавме и отвориме на крај на интервјуто сме, да се зборува за тоа што Артан Груби дава лиценци за игри на среќа онлайн на Васил Бошков Черепот, кој што е лице на црна листа на Васил Бошков и овие контроверзни бугарски бизнисмени. Која е целта на ова? Целта е пари, која да е целта? Нема друга цел, целта е торба со пари. Тие се целите, така што обично државите повеќе сакаат да зборуваат за фиктивни работи од тип на уставни измени под бугарски диктат кои што нема никогаш да случат, отколку за сопствениот криминал. Николовски, сега ВМРО ДПМН е конзервативна партија, десничарска партија со конзервативни повеќе би рекол национална партија. Обично партии од вашиот блок сегде во светот се трудат што е можно повеќе да го ограничат, нели, коцкањето, да ограничат пристап до вакви работи. Вие основавте видео лотарија кога бевте на власт за секој да може од дома да се коцка. Не основав јас видео лотарија, основаше Сашо Мјалков видео лотарија, кој што не е член на партија од 2018 година, кога го исклучивме од партијата. Тоа е едно, второ, не е овдека проблемот самиот чин на игри на среќа толку, колку што е проблем со кого се уидисува државата. Не доаѓа тука респектабилен играч од светската цена, кој што ќе донесе квалитет плюс во државата, туку доаѓа Черепот од Бугарија. Како дека? Ја подолго време одбиваме како медиум деловна соработка. Така му е прекарот. Со овие казина. Како беше номен е стомен, не бе. Подолго време како медиум одбиваме деловна соработка со овие казина затоа што сметаме дека тоа е навистина лошо. Зборуваме за овие конвенционални казина, но она што последно е ново, нели? Сите тие милионски бизниси, дали станува збор за австријски компании, дали за домашни, така натаму, кои веќе оперираат во казината, немаат право онлайн да организираат игри на среќа. Затоа што треба да ги организира Черепот. Но правата се дават на овој од Бугарија. Тоа е за нив е, да речеме, шокирачки. Велат, ние во ковидот им дозволиле, сите направиле сајтови затоа што им беа затворени казината, но по ковидот уредбата им заврши, сега пак немаат право онлайн коцкање да организираат. Па гледате зошто. И гледате зошто шефот на кабинет на Артан Груби стана директор на лотарија. Целта е да се излечат. Апсолутно. Уште многу пари.
на крај ќе правите пак коалиција со ДУИ по се изгледа, вака Не. математики бе. Не. Нема правиме со тој коалиција. Тогаш ќе треба да правите коалиција со албанската опозиција. Природно е да има и албански партнер во владата. Тоа е државата, тоа е реалноста. Но ДУИ нема да е тоа сигурно. Што ќе кажете за помалите партии? Еве, гледаме анкети дека левица има ако некој дури- прираст. ма не, дури Тие во случај дури да има убедлива победа, нема Да, да треба. да. Тоа е завршена тема. Како ќе функционира тогаш собранието? Тие функционира со 61 пратеник се гласа влада и закони. А законите со базните равнозност? Ако успееме да обезбедиме, добро, ако не, А доколку ДУИ Ќе се се во- реформира, не гледам дека за борба со криминал и корупција, за овладење на правото треба Бадентерово во мнозинство. Не треба Министерството за внатрешни, финансиската полиција, управата за јавни приходи, финансиското разузнавање и останат и обвинителството се како се барка да работат. Не треба Бадентер за тоа. А активно партнерство има со било кој партнер во моментов од албанската заедница? Отворено не, но еве би сакале доколку може албанската опозиција да победи или да оствари добар резултат, би биле сретни. Значи стратегиско партнерство е, да речеме, не Па да, би сакале соработка со албанската опозиција. добро. во однос на македонскиот блок, гледаме на анкетите, тоа е мора да се спомне еден раст на политичката партија Левица, не толку голем колку што тие сакаат да прикажат, но има одреден раст. Со Левица заедно нели се собравте кога требаше да падне владата, кога го киднапира Скендер, како се викаше, Пратеников кога го снема, нели? Но потоа некако од тогаш па наваму не ви цветаат И на односите. протестите, Постојано и на протестите беа Постојано гледаме Дневно Апасиев по 5-6 статуси против вашата партија. Вие поише молчите. Не знам зошто, Во но Македонија поминале многу мали и ситни политички партии и останала една голема политичка партија, тоа е ВМРО-ДПМН. Секој има право да си ја проба среќата, на крај народот ќе одлучи, но факт е дека ВМРО-ДПМН е столб на македонскиот народ и е национална програма, реализација на националната програма на македонскиот народ. И секогаш кога ВМРО-ДПМН е силна и македонската држава и македонскиот народ во неја. Секогаш кога ВМРО-ДПМН е слаба и македонска држава и позицијата на македонскиот народ. ВМРО-ДПМН во опозиција, значи македонскиот народ во опозиција, како што е сега во моментов и реалната ситуација. Така што глас за помали политички партии, глас за луѓе кои што политиката гледат како екзибиција, е директен глас за ДУИ и за СДСМ. И тоа мора да го знаат граѓаните, како и останувањето дома и тезата мене политика не ме интересира, е исто така глас за ДУИ и за СДСМ. Затоа што лошите политичари ги бираат луѓето кои што не излегуваат на гласање. Ова е една многу позната реченица, се учи на факултет по политички науки, значи ја повторам, лошите политичари ги бираат луѓето кои што не излегуваат на гласање, затоа што ќе излезат другите луѓе и ќе си ги одберат лошите политичари и после тоа овие кои што останале дома, кои што се интелектуалци, кои што имаат мислење за се, кои што имаат револт кон едно или кон друго, мора да ги трпат овие лоши политичари кои што ќе донесат одлуки кои што нема тежат само 4 години, туку и години, децени нанапред ќе тежат на односите значи во според државата. вас СДСМ паѓа само доколку падне нели доколку на власт дојде ВМРО-ДПМН. СДСМ падне е помалиот проблем, поголемиот проблем е ДУИ да падне, а за да ДУИ падне, затоа директно ви одговорив за малце, треба ВМРО-ДПМН да има убедливо мнозинство во собранието, најмалце 61 пратеник. Тоа се постигнува со референдумска излезност на македонскиот народ и поддршка за ВМРО-ДПМН. Гласање за помали политички партии е глас за продолжување на уништувањето на Македонија. Да подсетам дека на минатите избори ваквиве ситни политички партии освоија некаде над 50.000 гласа, а разликата помеѓу ВМРО-ДПМН од една страна и СДСМ и БЕС од друга страна беше само 12.000 гласа, со целиот политички инженеринг кој што го направија. Овие 50.000 гласа да беа на контото на ВМРО-ДПМН, ние се немаше да зборуваме нити за француски предлог, нити за промена на устав, нити за тоа дека ДУИ ги држи клучните позиции во државата, нити за тоа дека кокаин цвета по улиците, уште помалце дека економијата тоне. Прашање од слушател, зошто ВМРО-ДПМН не излегува на протестите за онкологија?
ВМРО јасно подржа целиот случај во однос на онкологија и може би информиран слушателот, може би не, на барање на ВМРО не се формираше анкетна комисија во собранието која што ќе води пратеничката Рашела Мизрахи, која што ќе почне да ги испитува фактите, затоа што на крајот на денот се работи за човечки животи. Власта не сака да ги испита, очигледно ја влегува, направија некоја представа таму и излегува. Ќе излеземе со факти пред народот и после тоа ќе се преземат чекори. Најмал проблем е да се протестира или не да се протестира, треба во затвор да дадат тие кои што јавна ќе биде правиле таму тоа што правиле. Така, јавна ќе биде работата на анкетната комисија. Да, апсолутно. Апсолутно. На крај, граѓаните ќе гласат после изборите, ќе видиме како и во кои услови ќе се формира влада, вие ги искажавте очекувањата на ВМРО. Апсолутно. Добро. Мислам дека тука го исцрпивме времето, Николовски. Ви благодариме за вашето гостување во Радио Лидер. Се надеваме дека наскоро повторно ќе имаме прилика, нели, да поразговараме. Коалиција со Зоран Заев значи нема, тоа е последно, затоа што ние уживаме вака тие одблисоци од подземјето да ги коментираме наутро. Кој има коалиција со Зоран Заев, тоа се Оливер Спасовски, Миле Зечевиќ, овој шефов на кабинет, забравам му името, и Димитар Ковачевски. И е бен сликата. И Шема беше, Јас само и и Шема беше, опозицијската јавност смета дека нели се игра до 90-та минута. Значи дури да води 12-0 тимот, ако легне на да се одмара, може 13-12 да изгуби, така што такви се очекувањата на опозицијската јавност во моментот. Германски фудбал играме до Да последна не минута. прогласуваме луѓе за мртви пред на вистина да се мртви, така што Не, ако мислите на Зоран Заев, Не, и на СДСМ. политички е И завршен. на СДСМ. СДСМ е голема политичка партија. Ако успеат да се реформираат секако дека ќе продолжат да бидат сериозен фактор на македонската политичка сцена, но со ова раководство ќе доживеат дебакл не не. треба да се подценат дури ни вакви. Се слагам, затоа кажав дека ние германска тактика играме до последна минута. Добро. Ја изгледа единствен тука СДСМ го поддржувам во студиото и двајца во една дебата како да се сруши, па треба да се подцени, не треба да се подцени. Имаме двотретинско мнозинство. Да, овде имате двотретинско Ама ти се знаеш да се Бадентер. но благодарение на мене немате Бадентер. А Бадентерот овде е потребен за да ја завршиме емисијата. Почитувани слушатели, ви благодариме на вниманието. Останете со 107,4. Уживајте во музиката. Утре ќе слушнеме нешто ново, но утре во 12 часот ќе има уште една интересна емисија.